Има ли можност да се тужи пратеник за поднесување на амандмани? Тоа е нелогично и смешно, особено што доаѓа од една адвокатска фела која што би требало да го познава законот и правото. И тоа, еве една недела трае таа најава, неколку дена, меѓутоа никако да стигне до судот тоа кривична постапка. А ако навистина некој покрени таква работа, подобро би било да си ги скини дипломите од факултет, отколку да се бламира и да се смее да поднесува такви работи на суд. Сметам дека тоа е класичен притисок врз пратениците, што досега не се случил и е преседан. И сметам дека врз основа на тоа сме на вистинскиот пат. Доколку на некој сме му брцнале и сме му ги загрозиле финансиите, а сме ги заштитиле правата на граѓаните, сметам дека тоа е вистинскиот начин и мојот одговор ќе биде ќе продолжиме со оваа иницијатива се додека оној кој што го предложил законот, а тоа е Министерството за правда, не ги повлечи штетните одредби за граѓаните. Накратко да ви кажам дека доколку ова се случи, сите граѓани кога ќе одат на нотар на додреден износ на средства треба да носат со себе и адвокат. Фирмите ќе станат безпредметни правните служби и голем број на работници од јавните предпријатија и од приватните предпријатија ќе им се загрози работното место. Не може за да се зголеми приходот на една категорија на луѓе да се изгубат стотици работни места во јавниот и приватниот сектор и исто така ќе се загрозат голем број на работни места на луѓето, 600 фамилии кои што работат по нотаријатите. Ние како пратеници сме обврзани да најдеме некој баланс, да бидат задоволни сите страни, а пред се ова да биде во интерес на граѓаните. Ние треба да дискутираме да се намалат нотарските трошоци и од дело што го зема државата и да се види дело што го земаат нотарите, значи да се намалат трошоците бидејќи се проценува дека се тоа 35 милиони евра, што значи дека буџетот кој што 300 милиони евра се полни од несуштествени работи, де факто 10% се полни од граѓаните преку нотаријатот. И сметаме дека како либерално-демократска партија ние треба да се бориме да го растеретиме стопанството и граѓаните давачки, а не да му наметнуваме дополнителни. Секогаш кога ќе дојде ваков закон на дневен ред, ние ќе се спротивставиме независно што ќе има интересни групи кои што еве вака жестоко ќе реагираат и ќе не заплашуваат со кривични пријави. Се видело ли некојаш во собранието да се тужи пратеник затоа што поднел толку амандмани? Никој па Талат Џафери истото поднесе и цела пратеничка да надуи многу повеќе амандмани од мене. Во минатиот состав и господинот Јани Макрадули има поднесено 1000-2000 амандмани. Никој не се ни сетил, ниту си дозволил, бидејќи согласно законот ние сме должни да ги поправаме предлог текстовите на законите со амандмани. Никаде не е ограничен бројот на амандмани. Еве и денес има опозицијата предложено 1000 амандмани по законот за образование. И никој од директор или од Министерството, од било кој сектор од образование не најавил дека ќе ги тужи пратениците од опозицијата дека предложиле толку многу амандмани. Значи ова е безмислица и реков и на почетокот е без преседан во македонската историја и кај граѓаните чувствувам дека најде на осуда и на подсмев. Велите дека тоа е некако вид на притисок. Од каде доаѓа тој притисок? Кому не му одговара да се донесат овие амандмани? Па очигледно ако најавите се од некоја мала групација од адвокатска или комора, не знам од каде во медиумите се достави вест дека ќе се спремала кривична пријава. Никој не кажува кој е иницијаторот на таа кривична. А ако се адвокатското здружение, тоа јавно треба да го кажат, дека сме ние да застана за тоа, не да се кријат анонимно. Меѓутоа велам дека до тоа претпоставувам дека нема да дојде, бидејќи ќе излезе секој некој што ќе поднесе таква работа смешен и ние очекуваме дека и претседателот на собранието Трајко Велјановски, независно што е од владеачката партија, сепак тој е претседател на сите пратеници, треба да реагира на ваквите најави, бидејќи се врши притисок врз работата на еден пратеник. Што вие планирате да превземете во врска со тоа? Во тек се, да речам, преговори меѓу опозицијата и власта да се изнајде некое соломонско решение, реков, кое што ќе биде во интерес на граѓаните. Доколку не се најде заеднички јазик, од понеделник ќе започне расправата по овие амандмани, не само по нотаријат, туку и по законот за извршители, а врз основа на овие најави за закани, првен чекаме да ја поднесат тужбата, а потоа се разбира, јас ќе поднесам контратужба за вршење на притисок и лажно клеветење и пријавување.